Истокот го слави 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Како што личи еден од најголемите денови во македонската историја, одбележан онаму каде што се бистите на оние кои се најзаслужни за неговото кревање. Денеска се собрани тука пред алејата на народни херои Михајло Постолски, Славчо Стоменски, Любчо Арсов и Ванчо Прке, да го одбележиме честувањето 73 години од денот на востанието, ден на борец 11 октомври. Востанието е против фашизмот и со тоа започна борба за национално ослободување на македонскиот народ. Оние кои биле млади во 1941 година го направиле своето и покажале како се гради и чува држава. Оние што се млади сега допрва треба да се докажат, а тоа може да го сторат само со почитување на она што било пред нив. Денешните генерации треба да се сеќаваат на тие бурни времиња, кога народот тие кој бил сиромашен, гладен, беден, ја помагал нашата војска. Таа војска се спротивставила на големата сила во тогашна Европа, кога голем број поголеми нации застанале на страната на таа сила. Најголемиот успех на НОП и револуцијата што немало братоубиствена војна во Македонија. Затоа морам да ги благодариме на борците од НОП, да им посакаме оние кои се живи да ни поживеат подолго. А ние, денешните генерации, мораме достоинствено да го одбележуваме 11 октомври, бидејќи тоа е со златни букви запишан во нашата национална историја. Слично се празнуваше и во другите градови од истокот. Локални функционери, представници на борците и граѓани се поклонија пред споменот на загинатите борци. Честитка до граѓаните по повод денешниот празник упатија представниците на политичките партии, како и претениците од изборната тројка Никола Мицевски и Трајко Димков. Одбележувајќи го овој ден и сеќавајќи се на жртвите, ние со чест и благодарност се поклонуваме пред ваквата борба и пред олтарот на сите паднати борци за слободна и самостојна Македонија и продолжуваме со нашите заложби и труд за продолжување на мисијата која значи постојано создавање на нови дела и вредности. Востанието во 1941 година македонскиот народ го почна со 1000 партизани, а војната ја заврши со добро организирани воени формации, чија бројност достигна и до 110.000 војници. Од нив 66 се прогласени за народни херои.